Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва во една емисија, политичка анализа во трајање некаде околу 30 на минути и вториот дел на интервјуто или на разговорот со Ерол Ризаов, снима некаде пред 40 на дена, пуштивме некаде околу 80 минути, остана околу 30 минути. Вечерва ќе ги емитуваме тие 30 минути по завршување на политичката анализа, така што ќе направиме одреден микс на анализа и на интервју. Останете со нас, станете 60 минути и сигурно нема да зажалите. Во наредните 2 недели, значи четврток и недела наредната недела и четврток и недела по наредната недела, значи заклучно со 17 јули, ќе емитуваме 2 интервјуа. Секој интервју трае некаде повеќе од 2 часа. Бомба интервју, ексклузивни интервју, едното е со Трифон Костовски, второто е со Миролју Петровиќ. Бидејќи траат повеќе од 2 часа, двете интервјуи ќе бидат поделени на 2 дела. Во четврток и недела, наредната недела интервју со Трифон Костовски, по наредната недела интервју со Миролју Петровиќ. Значи дека јас во живо ќе можам да се јавам некаде на 17 јули, 7 дена ќе сум на одмор, така што ако нема анализа на некои актуелно политички случувања, тоа не значи дека не сакам, или тоа не значи дека не го правам бидејќи сакам да прескокнам некои актуелни политички разврски во Република Македонија, меѓутоа секоја екипа, секој човек треба да одмори 7 дена. Ние ќе одмориме сега некаде од 3 до 10 јули. Затоа ви оставам 2 ексклузивни интервјуа кои ќе бидат емитувани наредната и понаредната недела со Трифон Костовски и со Миролју Петровиќ, а ние во наводници во живо се гледаме на 17 или на 21 јули. Ова емисија снимаме во сабота. Во моментот кој снимаме емисијата по скопските улици, се случува протестот на македонската опозиција или на опозицијското јавно мислење во Република Македонија, бидејќи формира некој поширок опозицијски блок кој кажува јасно не на францускиот предлог за тргање на бугарското вето и договарање помеѓу Македонија и Бугарија и отпочнување на пристапните преговори на Република Македонија во Европската унија. Те одредени процеси, не само во Република Македонија, туку секаде во светот, вие не можете да ги скратите. Не можете да им ја намалите временската рамка. Може привремено да ги стопирате или привремено да ги адаптирате, меѓутоа не можете трајно да ги исфрлите надвор од игра. Бидејќи секој народ, секоја држава, секоја нација мора да ги живее одредени процеси, без разлика дали се добри или се лоши тие процеси. Ние мислевме дека одредени процеси кои ги има своето финале на 27 април 2017 година, сме ги надживеале, сме ги архивирале, сме ги адаптирале. Очигледно не е така. Целата таа енергија која претходеше на 27 април 2017 година, ја гледаме сега. Не ја гледаме само по македонските улици, или најмалку ја гледаме на македонските улици, ја гледаме на социјалните мрежи, ја гледаме на медиумите, што ќе рече дека таа енергија која финализираше или финишираше на 27 април 2017 година, не е убиена енергија. Всушност, тоа не е енергија која е во функција на Република Македонија, бидејќи тука Република Македонија само завеса, а за таа завеса се кријат интереси, стравови, пари, привилегии, така натаму и така натаму. Туку таа енергија всушност постојано во изминатите 100 или 200 години ја турка Македонија на маргините на процесите. Ние во овој момент живееме најлошата, најбруталната, највалканата фаза на груевизмот во Република Македонија. Бркањето на Груевски надвор од Македонија не значеше крај на груевизмот, и тоа е најголемата заблуда и на меѓународната заедница и на власта во Република Македонија. Вие може да расчистите со Никола Груевски, но со оставштината на Никола Груевски која ви постои во Република Македонија, морате да го лекувате македонското јавно мислење. Мора да го лекувате македонското тело, македонското ткиво, знаете. Бидејќи во сите моменти кога македонското јавно мнение и ткиво ќе биде разочарано од ЕУ и НАТО, вие постојано ќе го храните со Балкан груевизам. А за тој Балкан груевизам ќе ви се кријат и рублја патриоти, и рублја или копејки патриоти, и форинти патриоти од Будимпешта, бидејќи тоа што сега се случува е последен обид да се спречи траекторијата на Република Македонија. Не да смени име или презиме, знаете, кога беше Преспанскиот договор, овие структури се плашеа така јавно да ги манифестира своите стојалишта. Имаше многу помал број,
со многу помала политичка или партиска подршка, бидејќи едно е вие да протестирате против американците, а второ е да протестирате против она канта тропа Европска Унија, која изминатите 30 години покажала таква непринципиелност и секогаш кога некој покажува таква непринципиелност е добра основа за вие да мобилизирате одредена маса на народ кој ќе се спротивстава против тоа. Но во суштина, ова е третото финале, јас би рекол и последно финале на таа хистерија која почна со бегството на Груевски, укинување на специјално јавно обвинителство и сега треба да заврши со блокирање на македонскиот пат во Европската Унија. Минатата емисија со работен наслов Француско рамбује за Македонија беше снимена во средата, значи еден ден пред да биде официјализиран францускиот предлог. И ако ја погледнете таа емисија, ќе видите дека повеќе од 90-95%, да не речам, или да не се пофалам 100% работите кои бе кажани во таа емисија, беа потврдени наредниот ден. Тој предлог е изменет во две суштински фази или во две суштински форми. Како прво, историските прашања не се составени дел на договорот, туку се составени дел на протоколите кои ги потпишу уште Никола Димитров кој беше министар за надворешни работи. И како второ, направена е една промена или прераспоредување на процесите. Ако бугарите, ако Верхелј, ако ВМРО-ДПМН инсистира прво да се влезе во промена на уставот, а потоа да биде трнато бугарското вето, што ќе рече дека во рацете на Христијан Мицковски вие стававте огромен капитал и капацитет да се пазари и да оценува за 5, 6 или 7 гласови на ВМРО-вски пратеници да се направат уставни измени, бугарите да влезат и да составен дел на уставот на Република Македонија и врз база на тие 6 кренати раци од ВМРО-ДПМН да се ослободи Мјалков, да се ослободат за овие делчевски ниви, да се одмрзни имотот на ВМРО-ДПМН, да се направи одредена амнестија за одредени политичари типот Миле Димовски, Антони Милошевски, да се ублажи гастарбајтерскиот престој на Никола Груевски, тоа веќе не постои. Сега ќе биде прво трнато бугарското вето, а подосна ќе се влезе во процес на уставни измени во Република Македонија, што ќе рече дека Христијан Мицковски нема да оценува, туку Христијан Мицковски ќе мора да си ја чува својата партија, бидејќи знаете, ако партијата и понатаму опстои на тоа стојалиште дека не сака да биде Христијан Мицковски член на Европската Унија, бидејќи сака да биде македонец, кој некој него да го тера да не биде македонец за да биде член на Европската Унија, бидејќи не постои личност во Република Македонија кој би прифатила да биде дел на Европската Унија ако не треба да биде македонец, бидејќи со бугарски пасоши веќе 100.000 луѓе се иселија во таа Европска Унија или во Америка, откажувајќи се дека имаат македонски, туку дека имаат български происход. И тоа е суштината на тоа што се случи во овие 10 дена, кога бугарите во бугарскиот парламент го усвоја предлогот на Макрон, а македонската страна го одби предлогот на Макрон. Во меѓувреме и американската и германската дипломатија се вклучува во процесот на преговори преку државниот секретар Ентони Блинкен и преку германскиот канцелар Олаф Шолц. Врз база на нивниот притисок врз Макрон и европската бирократија, односно француската администрација, сменете предлогот и тој предлог кој е сега прифатен од македонска страна, или како вели Димитар Ковачевски, е добра и солидна основа за државничко однесување или водење на државничка политика. Знаете, државничка политика и Република Македонија многу тешко одат рака под рака, ја цитираме формулацијата на премиерот, значи дека тој предлог околу кој сега ќе се отвори јавна дебата и во рамки на таа јавна дебата, например, Павле Транов ќе рече дека треба да се распиши референдум и да се слушни мислењето на народот. По зошто, господине Транов, не го слушнавме мислењето на народот кој беше Преспанскиот договор. Со Преспанскиот договор менуваме име. Со овој договор, нели, како што вие велите, можеби менуваме историја. Што е поважно? Кокошката или јајцето? Што е порано? Кокошката или јајцето? Или едно е да се спротивставите на американската политика, бидејќи таа американска политика ќе дојде ќе ви истреси се што имате во џебоите, сите ситни пари што ги имате во џебоите и сите скрени намери кои ги имате во џебоите, бидејќи ако се спротивставите на американската политика, може да завршите некаде на топло оброк 3 пати на ден. Ако се спротивставите на американската политика, се сета дека во ваш мандат кога сте биле министар за внатрешни работи била нападната и била палена американската амбасада во Република Македонија. Исто гледате Бојко Борисов и Румен Радев и Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева, не се сетија дека ние имаме заедничка историја кога требаше да се разговара за предлогот на американската дипломатија и Преспанскиот договор, бидејќи врз база на тој Преспански рамковен договор, според политиката на Џо Бајден, ќе бидат ставани луѓе на црна листа, меѓутоа и Захариева и
Каракачанов и Борисов и Радев, и исто како Пале, тама се сетија дека на она канта тропа Европска унија треба да се спротистават. Тоа е разликата кога зад предлогот стои американската дипломатија и кога зад предлогот не стои американската дипломатија. И денес бугарите, бидејќи добија блескав предлог од Макрон, како што самите кажуваат, мора да бркат 71 руски дипломат за да дефокусира дека има нов предлог од Франција, да демантират или да лажат дека има нов предлог од Франција, и да им се додворат на американците дека не се копејка или рублја патриоти, туку избркале 71 руски дипломат, што значи дека се американци од раѓањето. Тоа е суштината која американците ќе се вклучат со булдужер дипломатија или нема да се вклучат со булдужер дипломатија во одреден предлог. Овој предлог за кој сега разговараме е направен, дополнет, проширен и надграден со директна интервенција на американците Ентони Блинкен и германскиот канцелар Олаф Шолц. Тие си има многу пријатели во таа партија ВМРО-ДПМН. Многу луѓе сметам дека се одлични политичари во таа партија ВМРО-ДПМН. И тоа овие работи кои ВМРО-ДПМН ги прави изминатите 4 или 5 години. Ја изолира таа партија не на политичката сцена во Република Македонија, туку изолираат на еден поширок простор. Знаете, после 27 април 2017 година, ВМРО-ДПМН од теренот не беше isfрлен на трибините, туку беше isfрлен тамо некаде во паркот, каде што е изграден градскиот стадион. Па им требаше време од паркот да се вратат тамо некаде до капиите на стадионот, па им требаше време од капиите да се вратат на трибините и сега кога треба да го направат тој чекор, наместо на трибините да се симнат на теренот да почнат да играт, а не да ги избегнуваат, тие повторно влегуваат во некој офсајд, во одредени самоизолации, така натаму и така натаму. Политиките кои ги води таа партија, всушност се прават партија без идеологија, без пријатели, а партија која нема идеологија и која нема пријатели, која всушност купи ден пробај партија, која всушност партија која треба да овозможи тендери, вработувања, разни удобштини на луѓето кои се блиски до лидерот или до луѓето кои со кранг го донеле лидерот на чело на таа партија на конгресот во Валандо, всушност е партија која нема своја иднина. Кога партијата нема своја иднина, тогаш вие можете вештачки да одржувате со пари, со рублја патриоти, со копејки, со форинти од Будимпешта таа партија, меѓутоа таа партија многу тешко ќе дојде на власт. ВМРО-ДПМН победи на локалните избори. Јас очекував дека после таа победа на локалните избори ВМРО-ДПМН ќе покаже капацитет за да презентира дека партија која си има сменато, која расчистила со груевизмот, која расчистила со оставштината на Никола Груевски и политиките на Никола Груевски. Меѓутоа, не само што сум се излажал, туку ВМРО-ДПМН сега е во најлошата фаза на груевизмот во својата историја. Сите оние луѓе кои беа пикнати по одредени дупки, по одредени шкафови шифонери и се крија после 27 април 2017 година, после победата на локалните избори, после за малку формирање на влада на 13 ноември минатата година, со помош на форинти или со помош на копејки, рублја, патриоти, помисле дека сега дојдо нивните 5 минути, ги ставија штиклите, ставија кармин, се дотерава, ги извадија пиштолите, малихерите, почна повторно да се закануваат ке апсат, ке бесат, ке колат, така натаму и така натаму. Гледате, колку тие повеќе се закануваат, толку се поголеми нивните очекувања дека ќе дојдат на власт. И како повеќе очекува, знаете, како на оние трки на митинзите во Цирих или на оние цртани филмови кои вие пуштате некој заек да трче, и вие постојано, како оние трки на кучиња, пуштате некој заек напред и кучињата ги бркат, го бркат заекот и никош не може да го стигне заекот. И вие гледате власта и мислите дека таа власт само треба да пуштите рака и да освоите, одеднаш почнувате да правите глупости, погрешни политички проценки, да се укуцувате сами во изолација. Ако ВМРО-ДПМН и на референдумот и со Преспанскиот договор покажеше не конструктивност, туку државотворност, ВМРО-ДПМН веќе ќе беше власт во Република Македонија. И наместо да извлечат било какви поуки од целата таа работа, сега со ово однесување кога стана збор за францускиот предлог, ова веќе не е француски предлог, туку е германски и американски предлог и предлог на Европската унија, бидејќи врз база на овој предлог вие всушност не преговарате со Франција, туку одлучувате дали ќе бидете во пакет со Албанија или нема да бидете во пакет со Албанија, дали ќе влезете или нема да влезете во Европската унија. ВМРО-ДПМН е драматично се самоизолира не на политичката сцена, туку се самоизолира во однос на своите европски пријатели. Едва и се спасија
да не бидат избркани како Виктор Орбан од Европската асоциација или групација на десни политички партии ЕПП. И сега со сите овие однесувања, па тоа Ангела Меркел им го имаше кажано на една заедничка средба, како вели, за жал, левите партии Ципрас и Заев го решија македонско-грчкиот проблем за разлика од нашите десни партии во Грција и во Република Македонија. И Христијан Мицкоски повторно како Серхиј Рамос му дава да шутира пенал и тој наместо пеналот да го пласира во голот, шутира 20 метри над голот. Тоа е судбината и на Мицкоски и на ВМРО ДПМН. Како што сега стојат работите, многу тешко кај се измолкнат од таа судбина во која сами се напика. Денес на порталите, на социјалните мрежи, топ тема беше дека Весна Бендевска го поддржува протестот. Дали овој протест кој се случува во Скопје, дали некои од протестите кои ќе се случуваат низ Република Македонија, се едно. Односно дека Весна Бендевска не се согласува со договорот со Бугарија, бидејќи тоа не е во согласно со политиките и со незината идеологија која застапува цел живот. Весна Бендевска некаде на почетокот на годината е избрана да биде председател на она комисија за антидискриминација. На чело на таа комисија беше Александар Даштевски, кој сега е прв човек на Државната изборна комисија. Весна Бендевска произлегува од шинелот на СДСМ, била пратеник на ШДСМ, дел на она бранковистичко крило во СДСМ, не знам дали се уште комуницира со Бранко Царенковски, колку што има информација, освен со Софија Куновска и со Горан Минчев, Бранко Царенковски многу малку комуницира со друг тип на луѓе или со луѓе кои му биле лојални до крајот на неговата политичка кариера. И тоа Весна Бендевска имала секогаш различни ставови и од политиката на Зоран Заев, а гледаме сега дека има различни ставови од политиката на Димитар Ковачевски. Прв човек е на таа комисија за борба против дискриминација или антидискриминациона политика. И во тоа е разликата помеѓу двете политички партии. Јас не би рекол само помеѓу двете политички партии, туку помеѓу двете Македонии. Едната Македонија која сака да влеземе во Европската унија, која сака да негува европски вредности, и втората Македонија која се плаши од влез во Европска унија, бидејќи мисли дека со влезот во Европска унија не треба да се откажеме од нешто кое всушност најмногу просперира во Република Македонија. А тоа е тендери без критериуми, тоа е вработување, тоа е користење на власта, а не служење на власта. Влакно од главата не треба да ја фали на Весна Бендевска, бидејќи Македонија за која ние се залагаме, треба да знае да живее со различно мислење. Без разлика дали власта ја поставила Весна Бендевска на таа функција, власта не е купила душата на Весна Бендевска. Може би да не игра и да не функционира или да не фигурира во некои кастинзи за врвни позиции во СДСМ, ако Весна Бендевска некаде пред 7-8 години беше еден од фаворитите да биде потпредседател на СДСМ, мислам во мандатот на Радмила Шекеринска, односно во тој меѓупростор помеѓу Владо Бучковски, неговото заминување од СДСМ и доаѓањето на Бранко Царенковски некаде 2009 година, повторно на чело на СДСМ. И во тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Александар Даштевски од таа позиција на која е сега Весна Бендевска направи се да му обезбеди алиби на Никола Груевски, дека е дискриминиран во Република Македонија во судските процеси кои се водат со него, врз база на таа одлука или на тоа алиби кој му го обезбеди Александар Даштевски, Никола Груевски побара политички азил во Украина и дали со авион, дали со автомобил во некој гепек скриен, успеа да избега од Република Македонија, сега е на топал гулош 3 пати на ден. Врз база на тоа што му го има направено како услуга на Никола Груевски, Александар Даштевски беше награден и сега е прв човек на Државната изборна комисија. За разлика од Даштевски, кој е лојален војник и прави се да му обезбеди алиби на Никола Груевски, Весна Бендевска не се согласува со политиката или со изборот на Димитар Ковачевски. И не треба влакно да ја фали од главата. Бидејќи Македонија, за која ние се бориме, јас како Васко Ефто, вие како гледачи, политичките субјекти, политичките партии, граѓанскиот сектор, како што вели Димитар Ковачевски, ако таму во тој граѓански сектор има луѓе кои се 20-30 години на функции, повеќе се на функција од колку што бил Владимир Путин на чело на Руската Федерација, но таа Македонија за која ние сме мечтаеле на почетокот на 90-те години, всушност треба да се темели на различно мислење. Таков е ставот на Бендевска и тоа треба да го почитуваме и не треба влакно да ја фали. И во тоа треба да биде разликата помеѓу двете Македонии. Она Македонија која е Европска Македонија и она копејка или рублја Македонија која е заглавено во Балканското блато со многу мали шанси да се одвои од таа позиција во која се има само напикано.
Кога се прави внатре партиска анализа или политичка анализа, ние не сме правиле внатрешно партиска анализа или политичка анализа, класична политичка анализа, некаде 2 или 3 месеци. Ке правиме после 17 јули, ако главните политички разврски, главните кадровски разврски ке се случуваат некаде крајот на август и почетокот на септември, меѓутоа за ова наша анализа вечерва ни се битни 4 градоначалника. 4 градоначалника кои се одредени своји потези со правење или со неправење, со однесување или со неоднесување, со фотографирање или со одредени ставови кои ги презентираат во јавноста. Всушност не го свртија толку внимањето на себе, туку го свртија внимањето на мотивите зошто тоа го прават. Тоа е Даниела Арсовска, првиот човек или мајката или првата жена на градот Скопје или градоначалничката на градот Скопје, Стефчо Екимовски, првиот човек градоначалникот на општина Карпош, Максим Димитриевски, првиот човек на Куманово и Митко Јанчев, првиот човек на градот Кавадарци. Ајде да почнеме со Митко Јанчев. Митко Јанчев долго време беше во немилост на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи ги поддржа уставните измени и гласањето на 8 одметнати пратеници од чинелот на ВМРО-ДПМНЕ и беше исклучен од партијата. До исклучувањето беше на функцијата потпредседател на партијата. Одеднаш Митко Јанчев, кој ги подобри своите односи со Христијан Мицкоски, ниту го гледаме на овие протести, меѓутоа под притисок на јавноста се откажува Елена Карлеуша да пее во Кавадарци и прифаќа Ламбе Алабаковски да дојде на местото на Елена Карлеуша. Зошто човек кој цело време води проевропска и проамериканска политика, прифаќа Ламбе Алабаковски, кој е осомничен и кој беше приведен поради палење на културниот центар Ванчо Михајлово Битола, да му пее во Кавадарци. Освен ако нема политичка агенда, кај што му треба малку популизам, да штрбни малку од енергијата на Ламбе Алабаковски, и тоа всушност го отвора прашањето дали во врвот на ВМРО-ДПМНЕ постои процес на ферментирање. И она изјава на Христијан Мицкоски дека додека тој начело на ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ нема да се согласи со договорот на Макрон или договорот помеѓу Македонија и Бугарија, го отвора прашањето што се случува во Белата палата. Во моментот во Белата палата е она класична битка за ранетите. Или се спасува секој кој може, бидејќи во еден временски период, знаете, таа политика која вие водите, која наместо да создава пријатели, создава непријатели внатре и надвор од Република Македонија, некој на крајот на денот ќе постави прашањето каде оди партијата. Можеби ова изјава или ова одлука на Митко Јанчев да штрбне дел од таа популистичка енергија на Ламбе Алабаковски го отвора прашањето кои се структурите кои се гледаат себе си на местото на Христијан Мицкоски на челната позиција во ВМРО-ДПМНЕ. Стефчо Екимовски јавно е прекина коалицијата со Христијан Мицкоски. Стефчо Екимовски, кој не беше поддржан од Христијан Мицкоски, излезе на изборите во Карпош, победи на изборите во Карпош. Јавна тајна е дека Никола Тодоров, екипата на Никола Тодоров, работеше во кампањата на Стефчо Екимовски и всушност преку Стефчо Екимовски тие сакаат да му покажат на Христијан Мицкоски дека можат на терен да го поразат, бидејќи тој не располага со доволно маса, капацитети и организација да победи на било кои избори, ако за противник нема слаб СДСМ кој е многу слаб на терен. Стефчо Екимовски, исто така јавна тајна е дека Стефчо Екимовски и Ивица Коневски, некаде пред локалните избори минатата година, има прекјутен договор со Петри Шелегов да трчат на изборите во градот Скопје, не воопште на аеродром, не воопште на Карпош, туку во градот Скопје, за да може да штартнат дел од гласовите на ВМРО-ДПМНЕ и Петри Шелегов добие втор градоначалнички мандат во градот Скопје. Петри Шелегов е човекот кој ја носи или ја поврзува Вилма Русковска со структурата на СДСМ и претпоставувате дека со помош на влијанието на Вилма Русковска, Петри Шелегов влегол во процес на пазарење со Стефчо Екимовски и со Ивица Коневски. Стефчо Екимовски има судски процеси кои се водат, беше во притвор, а за Ивица Коневски има многу опашки, вклучувајќи она зграда, менување на дупот која е направена на местото на Мајчин дом или паркот кај што е Мајчин дом. Меѓутоа во последен момент и едниот и другиот се откажуваат и не влегуваат во трката за градоначалник на градот Скопје. Ивица Коневски и синот Сашо Мјелков оди на разговор со Христијан Мицкоски, тоа е некаде крајот на август месец минатата година, и се договараат со Христијан Мицкоски, а Стефчо Екимовски е разубеден од Никола Груевски дека не треба да трча во Скопје, туку треба да се кандидира за градоначалник на општина Карпош. И оди на Стефчо Екимовски ја расипува калимерата со Христијан Мицкоски. Ја расипува или ја прекинува коалицијата со Христијан Мицкоски. Стефчо Екимовски не правеше ништо без консултација на Никола Груевски.
Како може да се свати ово однесување на Стефче Екимовски, бидејќи еден голем дел на проопозицијските медиуми, кои не се финансирани со унгарски пари, го напуштаат Христијан Мицкоски во МРДПМ, не застануваат зад коалицијата или однесувањето или напуштањето на коалицијата на Стефче Екимовски. Јавна тајна е дека тие медиуми биле секош многу поблиски до Александар Николовски, а биле многу малку блиски со Христијан Мицкоски. Однесувањето на Стефче Екимовски, кој вели дека Христијан Мицкоски е хроничен алкохоличар и кога е пијан или кога е мортус пијан путка со пиштол, всушност покажува дека тие се подготвени да ги извадат сите валкани алишта против Христијан Мицкоски. Тоа е вториот пример дека нешто ферментира се случува не само во Белата палата, туку и во коалицијата со чија помош Христијан Мицкоски победи на изборите, на локалните избори минатата година. Третиот е Максим Димитриевски. Со помош на гласовите на ВМРО-ДПМН, Максим Димитриевски стана градоначалник на градот Куманово. Првпат после 30 години на чело на Куманово не е кандидат предложен на редовите на СДСМ. Максим Димитриевски произлекува чинелот на СДСМ. Тој беше пратеник на СДСМ кога се случува тоние настани на 27 април. Тој е боксерот кој го брани Зоран Заев. Меѓутоа доаѓа во конфликт со партијата, исклучен од партијата, имал секогаш различни стојалишта и од Зоран Заев, и од Оливер Спасовски, и сега од Димитар Ковачевски. Посебно во однос на бугарското прашање, јас дури не мислам дека Максим Димитриевски го има сменето својот став во однос на бугарското прашање. Меѓутоа не го гледам на протестите на ВМРО-ДПМН, иако беше радо виден гост по порталите или на телевизиите под контрола на ВМРО-ДПМН или кои се финансирани од унгарски пари. Од каде одеднаш Максим Димитриевски почнува да се дистанцира или сака да се дистанцира од ВМРО-ДПМН, најави формирање на нов политички субјект или нова политичка партија, меѓутоа има се погласни шпекулации дека Максим Димитриевски го трасира својот пат за враќање во СДСМ. И таму е прашањето дали СДСМ ќе се определи за Оливер Спасовски или за Максим Димитриевски. Двајцата се од Куманово, горе-доле се некоја слична генерација. Максим Димитриевски го поразува Оливер Спасовски на изборите за прв човек на градот Куманово. СДСМ во моментот треба да процени дали ќе го пушти низ вода Оливер Спасовски, ќе го врати Максим Димитриевски. Веројатно Максим Димитриевски очекува функција подпредседател, меѓутоа мене се ми се чини дека ќе треба се задоволи или со член на извршниот одбор или со член на централниот одбор на СДСМ, бидејќи се длабоки рововите кои се ископани изминатите 2 или 3 години, и дека треба време да се зараснат или да бидат излечени сите тие рани кои се направени помеѓу Максим Димитриевски и структурата на СДСМ, меѓутоа се ми се чини дека некаде на почетокот на септември СДСМ ќе треба да одлучи дали ќе биде за враќање на Максим Димитриевски или пуштање низ вода на Оливер Спасовски. Можно е за сите овие процеси да стои Бранко Цренковски, можно е. Ако не стои, тогаш барам да се обиди да ги искористи. И СДСМ во овој момент, однесувањето на Весна Бендевска, Максим Димитриевски, Стефче Екимовски, Митко Јанчев и така натаму, тука се гледа некој ракопис, раката на Бранко Цренковски се гледа, иако јас очекував Бранко Цренковски како голем борец против договорот со Бугарија да го видиме заедно со првиот човек на Ману, со Ѓорги Иванов на протестите вчера по улиците на градот Скопје, меѓутоа одлучил да работи од темнината да прави одредени гешефти или одредени прекомбинирање на политичката сцена, меѓутоа во овој момент СДСМ си ја поставува дилемата. Што ќе донеси повеќе или што е потешко? 1 кило памук или 1 кило железо? Дали Максим Димитриевски им е многу повреден отколку што Оливер Спасовски? И четвртото име е Даниела Арсовска, првиот човек или првата жена или мајката на градот Скопје, градоначалничката на градот Скопје. Гледате која црна кампања, која харанга се води од СДСМ контра Даниела Арсовска. Првенствено од луѓе кои се лојални на Петре Шелегов. Луѓе или така наречената Твитер заедница кои биле вработени во градот Скопје и кои многу повеќе се лојални на Петре Шелегов отколку што се лојални на СДСМ. Ја масакрират, ја прават растур систем Даниела Арсовска. Тоа не значи дека таа не заслужува да биде масакрирана, тоа не значи дека не треба да се води црна кампања и тоа не значи дека таа не дава милион причини или поводи да се води таква кампања. Меѓутоа, тука се поставува прашањето кој води црна кампања на Даниела Арсовска? Петре Шелегов или СДСМ? Дали тоа му одговара на Петре Шелегов или му одговара на СДСМ? Бидејќи видливо од авиони дека Даниела Арсовска и Христијан Мицкоски се во лоши политички односи. Ако Даниела Арсовска и Христијан Мицкоски се во лоши политички односи, тогаш интерес е на СДСМ да не ја ослабува позицијата на Даниела Арсовска при евентуална разврска во МРДПМН, бидејќи очигледно Даниела Арсовска се гледа на позицијата или на местото или во фотелјата на Христијан Мицкоски,
Кој води кампања на Даниела Арсовска, Петри Шелегов или СДСМ? И какви се причините или какви се мотивите на Петри Шелегов? Освен некоја повредена суета дека тој има изгубено од Даниела Арсовска, бидејќи ако Скопјани не биле заблудени од Даниела Арсовска, тој би останал, би добил втор градоначалнички мандат. Втората причина е дека Петри Шелегов очигледно се гледа на челната позиција во СДСМ и всушност преку газење, масакрирање на Даниела Арсовска треба да прати порака до Скопјани дека тој бил многу подобар градоначалник и дека ако не направиле грешка и ако гласале за негов избор, Скопје сега бил многу подобро среден и многу подобар или многу подобро воден град. И тоа се 4 играчи, тоа се 4 градоначалника кои ќе имат битно влијание во политичките разврски во врвот на ВМРО-ДПМН. Кој ќе биде газда, кој ќе биде хазјаин во таа бела палата. Бидејќи таму во таа бела палата всушност во моментот се наоѓаат луѓе чии политички кариери се загрозени или поради судски процеси, или поради погрешна политика, или поради самоизолација во однос на Европската унија и Америка во која се имат самите напикано. Ке следиме политичките и партиските разврски поврзани со СДСМ, бидејќи тие не се битни само за СДСМ, туку се битни за континуитетот соопштувањето на македонската влада, бидејќи знаете, ако Африм Гаши со 3 пратеника има 3 министерски места, тога се постава прашањето колку пратеника контролира Оливер Спасовски или крилото на Петре Шелегов и дали во одреден временски период, ако СДСМ се договори со Максим Димитриевски и оцени дека треба да го пушти низ вода Оливер Спасовски, може да падне владата, бидејќи Оливер Спасовски исто така може да контролира 2, 3, 4 или 5 пратеника, или колку пратеника од скопското крило му се лојални на Петри Шелегов, а не му се лојални на Димитар Ковачевски, бидејќи зад Петри Шелегов стои крилото на Радмила Шекеринска, стои министерката за одбрана Славјанка Петровска, Лазе Велковски, кој беше прв човек на јавна безбедност, сменет од Оливер Спасовски, Вилма Русковска, тама работи сега Лазе Велковски, всушност Петри Шелегов беше протеже на Вилма Русковска и главен промотор и лобист Вилма Русковска да биде избрана на таа позиција во мандатот на СДСМ. Сите тие внатре-партиски разврски кои сега се случуваат во СДСМ ќе бидат или ќе имат битно влијание врз стабилноста на македонската влада. Ако целиот процес биде така финализиран како што посакува Димитар Ковачевски, како што вели, тоа е солидна основа за одредени државнички потези кои треба да се влечат во Република Македонија, и тој процес да финализира со отпочнување на преговорите на Македонија со Европската унија и некаде 5 или 10 години подоцна да заврши со влез на Македонија како полноправна членка на Европската унија, тоа не само што ќе бетонира позицијата на Ковачевски во врвот на СДСМ, туку ќе бетонира позицијата на Ковачевски на македонската политичка сцена. Два играчи се битни за Ковачевски, за неговата стабилност во врвот на СДСМ и првенствено на чело на македонската влада. Тоа не е ни Зоран Заев, тоа не е ни Бранко Цренковски, тоа не е ни вториот човек на партијата Миле Зечевич. Двата клучни играчи на Димитар Ковачевски се Сања Лукаревска, заменик председателот на партијата, кој треба да му обезбеди на Димитар Ковачевски да го стави под контрола или да има добри релации со скопското крило. Всушност Сања Лукаревска треба да го намали влијанието на Петри Шелегов и на Радмила Шекеринска во скопското крило, бидејќи ако вие не владеете со Скопје, тешко може да владеете со Македонија, барем така е секогаш кога стана збор за СДСМ. И вториот клучен играч на Димитар Ковачевски е Бојан Маричич, вице-премиерот за европски прашања или европски ингеренции, кој е главниот архитект на овој договор, кој треба да ја овозможи на Македонија тргање на бугарското вето и почнување на преговори со Европската унија. Пред еден месец во Скопје во тајна посета беше главниот советник на Емануел Макрон. На таа средба бе издоговорени сите прашања, сите детали, преговарани, договарани, детализирани така натаму и така натаму. Подоцна имаше предлог кој беше договаран со Бугарија, подредени прашања беа неприфатливи за македонската страна, беа дополнително допрецизирани, се вклучи државниот секретар на Америка господинот Блинкен, германскиот канцелар Олаф Шолц и се дојде до овој предлог што е прифатлив за македонската страна. Ако целото ова финале или целиот процес биде така финализиран да му донесе драматичен политички бенефит на Димитар Ковачевски, тогаш ролјата на Бојан Маричич ќе биде многу битна, ќе биде многу силна во рамки на македонската влада. Кога станува збор за македонската влада, таму има две структури на ДУИ. Едната структура под контрола на Бојар Османи, втората структура под контрола на Артан Груби. Бојар Османи кој беше секогаш поблагонаклон за решавање на македонско-бугарското прашање, па дури со попуштање од македонска страна, Артан Груби многу повеќе внимаваше на рейтингот на владата, на рейтингот на СДСМ, веројатно тоа беше задача која беше договорена од страна на Али Ахмети, бидејќи Артан Груби е всушност спојката помеѓу ДУИ и СДСМ, која може би
ако рейтинзите тоа го дозволат, би била финализирана со некоја предизборна коалиција на изборите 2024 година. Но ако Бојан Маричич го спроведи целиот процес како архитект на овој договор кој ќе овозможи на Македонија да почне преговори со Европската унија, тогаш тој треба да биде награден или ќе биде награден со многу посилна политичка функција. Две политички функции се на располагање. Едното е министер за надворешни работи, второто е министер за внатрешни работи, иако Бојан Маричич фигурираше како можен кандидат за министер за внатрешни работи некаде пред една или пред 2 години, кога Зоран Заев ги правеше една од своите политички или коалициони влади. Во една таква ситуација за Бојан Маричич да биде министер за надворешни работи, веројатно треба СДСМ да го отстапи местото министер за внатрешни работи, што ќе биде многу проблематично, бидејќи албанец е начело на агенцијата за разузнавање. Тоа е предлогот на Стево Пендаровски и е многу поверојатно ако се влезе во процес на расчистување со Олијар Спасовски, токму Бојан Маричич да го наследи на челната позиција во македонската полиција. Гледате таа символика, почитувани гледачи. Денес Христијан Мицковски ВМРО ДПМН протестират против францускиот предлог, не го прифаќаат францускиот предлог, а Јордан Орце Камчев се само пријавува да отслужува затворската казна во Охрид. Видите, Бојко Борисов и Јордан Орце Камчев се две страни на иста паричка. Споделуваат една иста политичка судбина или иста човечка судбина. Има преголеми очекувања, има преголеми барања и завршија со пазарење со властите или со американците и во Скопје и во Бугарија. Се сеќавате кои беа почетните позиции на Бојко Борисов во однос на македонското прашање? Да ја добие комерцијална банка, да го добие Македонскиот телеком, Јордан Камчев да биде бугарски конзул во Република Македонија и Македонија да биде помал брат кој ќе ги прифаќа сите барања на Бојко Борисов во однос на Република Македонија. Бидејќи тоа не го доби, почнува процес на негово заладување на односите со Македонија и со Зоран Заев, кој завршил со едно, па со второ бугарско вето. И однаш Бојко Борисов, на чија глава лежи или стои опцијата и можноста да заврши на американската црна листа, сега вели, сичко ше прифатим, само да не завршам на американската црна листа. Бидејќи завршување на американската црна листа значи блокада на парите и на сметките на Бојко Борисов било каде ни светот, во Европа и во Америка. Неговата ќерка живее во Америка. Неговите замоци и имоти се во Америка. Ако секнат парите, ќе секне обезбедувањето на Бојко Борисов. Да те почне гледачи, како ги фаќаат овие припадници на Кавачкиот, на Шкалјарскиот, на било кој клан во светот. Ке им снема пари кога се во бегство, во моментот кога ќе им снема пари, луѓето кои ги штитат некој латиноамерикански картел, некој јужноамерикански или јужноафрички картел, тие се плашат бидејќи немаат пари, дека овие може да ги испорачат на властите или да ги убијат, и тога сами им се прејавуваат на властите во Црна Гора, на властите во Србија или било каде во светот, бидејќи избирајќи да бидат убиени од луѓето кои ги чува до сега, сега немаат пари да им платат да бидат чувани и да завршат на топол оброк 5 или 10 години подоцна да бидат ослободени, тие одлучуваат или прифаќаат да завршат на топол оброк. Тоа стои како опција пред Бојко Борисов во моментот кога ќе му секнат парите, ќе нема кој да го чува. Ќе биде ловина на бугарската политичка или на сцената на бугарските улици, каде што самиот или во негов мандат се екзекутирани повеќе од 150 бугарски тајкуни. Па нешто слично ќе поминува и Никола Груевски, знаете. Ќе се сменат властите во Унгарија. Тоа чини многу пари во моментот кога вие немате пари да ја купувате својата слобода. Тога сте ловина, дали во Софија, дали во Јужна Америка, дали во Будимпешта. И тоа ги тера тие луѓе да станат одеднаш меки ко памук, да станат конструктивни, да велат сичко ше прифатим. И Орце Камчев помина таква траекторија. Со Дагау новинари го рушеше СЈО, сакаше да ја руши владата, му помагаше на Христијан Мицковски. На крај кога свати дека има само уште 6 или 7 месеци од мандатот на Вилма Русковска со која има добра комуникација и добри релации, тогаш разбра дека е неопходно да ја голтни суетата, да се договори со Вилма Русковска, дека на таа позиција се уште Вилма Русковска може да дојде некоја нова Вилма Русковска со која нема добри односи и да се отслужи казната 1 или 2 години со 5,2 милиони евра колку што треба да ја плати на државата на топол оброк еднаш, 2 пати или 3 пати на ден во Охридскиот затвор. И тоа не значи дека тој ќе се помири со тоа. Тоа се луѓе со грандиозни суети.
Сега им се ранети суетите. Сега, знаете, само калкулират да може да го преживеат овој период. Повторно да станат силни и од позиција повторно, ако се силни, да почнат да се светат, да се закануваат. И да бидат истите тие кои беа до пред 3, 4, 5 или 6 години, кои владеа со Македонија и владеа со Бугарија. И тоа е всушност парадоксот на балканските политички сцени. Вие правите договори со одредени луѓе и во моментот кога ги правите тие договори, тие луѓе мечтаат како да ви се реваншират, како да ви се одмазнат или да ви се осветат. Бидејќи никој од нив не ја разбра пораката на времето. А пораката на времето е дека тие полека стануваат диносауруси на бизнис и на политичката сцена во Македонија, во Бугарија и ширум Балканскиот полуостров. Тоа треба да го овозможи влегувањето на Македонија во Европска унија или почетокот на преговори на Македонија со Европската унија. Бидејќи ние долго време сме заложници на овие луѓе, на нивните пари, на нивното богатство кое го трупат. Газат преку луѓе, газат преку деца, газат преку лешеви, тука во Унгарија, било каде на Балканскиот полуостров. И мислам дека крајно време е Македонија да почне да се нормализира, а ќе почне да се нормализира само ако стане европска држава. Сума сумарум, почитувани гледачи, почнува битката за разврски во Белата палата. Пред неколку дена Александар Николовски дава изјава за Фокус, цитирана од Фокус, текст кој објавен во Фокус, со наслов ВМРО ДПМН не би сакала влада со ДУИ, запирка, ама би ја почитувала волјата на албанците. Што ќе рече дека ако албанците одлучат ДУИ да биде победник на изборите кај албанците, тогаш ВМРО ДПМН би морал да прифати да направи влада со ДУИ. Иако ДУИ го прекрши договорот победникот да прави влада со победникот после изборите 2016 година, кога Никола Груевски сакаше да прави влада со ДУИ, после едно телефонско јавување од Калето, ДУИ ја преиначува својата одлука и прифаќа да направи влада со Зоран Заев, односно со СДСМ. Сега Александар Николовски наспроти тврдењата на Христијан Мицкоски дека ДУИ се криминалци, дека со криминалци не се разговара, дека треба да завршат во затвор, дека им се закануваат на македонските граѓани и македонската јавност, дека се кукавици, така натаму и така натаму, доаѓа изјавата на Александар Николовски, кој вели ВМРО ДПМН би коалицирал со ДУИ, бидејќи мора да коалицира со ДУИ. Ако не коалицира со ДУИ, нема да биде власт, нема да дели тендери, нема да вработи и така натаму и така натаму. Вака ќе ви кажат за да дојат на власт дека го прифаќат и Преспанскиот договор, го прифаќат и договорот со Бугарија, ве вадат на улици за да спасите нечии политички кариери. Кариера на Христијан Мицкоски, кариера кој на онија со Делчевски ниви кои се сега на топол оброк 3 пати на ден, кариера на Сашо Мијалков, кариера на Никола Груевски. Сега всушност почнува битката за челната позиција во Белата палата. Белата палата кој имот кој треба да ја биде конфискуван според првостепената пресуда на ВМРО ДПМН. Почна битката за имотот, почна битката за судските процеси и кој најмногу ќе може да им гарантира на ранетите дека може да ја заштити нивната судбина, тој ќе дојде на чело на СДСМ. Затоа ничим изазван Христијан Мицкоски на пресконференција рече ВМРО ДПМН, доека е тој на чело на партијата, нема да го прифати францускиот предлог. Што ќе рече дека ако тој не е на чело на партијата, некој би го прифатил францускиот предлог. Драматични процеси на ферментирање се случуваат во таа партија. Постои веќе одредена група. Гледате, Христијан Мицкоски во 3 или во 4 наврати, кога е стани падни ситуација, го пушта на сител или му наредува на Тимчо Муцунски да се појави на сител, во истото столче кај што се појави рускиот амбасадор, кога почна руската агресија на Украина. Така беше со пописот, така и сега со овој протест, така и со периодот кој требаше да се каже ставот на ВМРО ДПМН во однос на прашање дали Бугарија треба да се остави дел на уставот и не треба да се остави дел на уставот на Република Македонија. Зошто? Бидејќи Тимчо Муцунски му е клучен на Христијан Мицкоски. Постои одредена групација кај што Аце Спасеновски, Васко Номовски, Тимчо Муцунски и таа групација се гледа себе си на чело на партијата. Нејзин фаворит е Васко Номовски, поранешот вице-премиер во владата на Никола Груевски, македонски амбасадор во Америка. И поради тие причини Христијан Мицкоски сака да покаже кохезија и го испреке или му наредува на Тимчо Муцунски да се појави и да ги дава најрадикалните ставови во однос на францускиот предлог. Зошто тоа го прифаќа Тимчо Муцунски? Тоа е прашање на анализа, бидејќи ова застава филм или завиша филм групација стои за 2 играчи
во врвот на ВМРО-ДПМН. Едниот е Александар Николовски, а вториот е Тимчо Муцунски. Погледнете таа адвокатска структура која ви објаснував во претходната емисија. Таму има 3 адвокати во врвот на ВМРО-ДПМН. Едниот е Тони Менкиновски, вториот е Панчо Тошковски и третиот е Серјожа Марков. Сопругата на Серјожа Марков беше на митингот на ВМРО-ДПМН во првиот ред до Христијан Мицкоски и до сопругата на Христијан Мицкоски. Тој е кум или кумаши на Сашо Мјалков. Што ќе рече дека структурата на Сашо Мјалков се враќа на голема врата во врвот на ВМРО-ДПМН, го контролира Христијан Мицкоски на сметка на Тони Менкиновски, за кој се сметаше дека човек на Христијан Мицкоски, а всушност беше продолжена рака, да не речам продолжено уво, на Никола Груевски во сите судски процеси, кај што требаше да им кажува како се однесо Камчев, што се однесо Камчев и така натаму. Лета се намалува ролјата на Тони Менкиновски, ако не пред 1 или 2 месеци се доживуваше и самиот се фалеше дека ќе биде еден министер за правда во некоја влада на ВМРО-ДПМН, одеднаш го снема, го нема некаде Тони Менкиновски, како што го нема ни Панчо Тошковски, кумот на Игор Јанушев, кој беше генерален секретар, и тој е крилото на Милена Киевски, што ќе рече дека во врвот на ВМРО-ДПМН сега доминира структурата на Сашо Мјалков и Христијан Мицкоски е под целосна контрола на Сашо Мјалков. Ако Јордан Орце Камчев се договори за 1 година затвор и за 5,2 милиони евра кои треба да ги плати во македонскиот буџет, луѓе блиски на Сашо Мјалков велат дека тој полека прифаќа дека треба да лежи 6 или 7 години затвор, меѓутоа тие се плашат дека тоа треба да биде или ќе биде многу повеќе и дека нема да заврши со 5,2 милиона, туку ќе заврши со многу пари кои треба да ги плати или да ги врати во македонскиот буџет. Христијан Мицкоски на целата ова групација треба да им гарантира радикализирање на политичката ситуација и тоа да биде трета радикализација или трета хистерија. Првата заврши со бегство на Никола Груевски, втората заврши со укинување на СЕО, третата треба да заврши со крах, колапс на договорот помеѓу Македонија и Бугарија или францускиот предлог. Зошто? Бидејќи само така, во хаос, овие луѓе може да се спасат од судбината која им се заканува. Што ќе се случи сега со ВМРО-ДПМН, бидејќи партијата, всушност раководството предводено од Христијан Мицкоски, се само изолира во некоја слепа улица. Ќе биде многу тешко сега ВМРО да излезе од таа слепа улица, без голтање на драматични зборови кои ги имат кажано во изминатиот период, или како велеше Христијан Мицкоски, тој не го прочитал францускиот предлог, но е априори против францускиот предлог. Дека не сака да биде член или да влеземе во Европската унија ако тој не биде македонец. Иако никој не спори дека ние како македонци ќе влеземе во Европската унија, меѓутоа знаете македонските политичари секогаш патат од тешки зборови. Уште од времето на Бранко Црвенковски, оние негови изјави, СДСМ и Свети СДСМ, Октопод и така натаму, тоа е карактеристично за македонските политичари, тие се секогаш жртви, секогаш патат за големите зборови кои ги употребуваат. Христијан Мицкоски е во една таква роља. Сам влезе во слепа улица, сам го ограничи својот маневарски политички простор, луѓето што со во него најблиско окружување тоа го гледат, сака да се спасат од една таква самоизолација, гледа тоа на изјава на Александар Николовски, кој објаснав некаде пред 5 или пред 10 минути, кај што тој подава рака кон партијата Дуи Али Ахмети за разлика од Христијан Мицкоски. Александар Николовски, кој беше главниот архитект на правење на тоа ново парламентарно мнозинство, кај што велат се вложеле пари и пари, форинти, копејки и рубли, а може би турски лири, бидејќи Ацо Николовски, Александар Николовски е главниот прокурист на Орбан во Република Македонија, зато Орбан стои еден сериозен руски интерес, ги има релациите и со поранешниот албански председател Илир Мета и со турскиот министар за надворешни работи Чавушоглу, тој ги убедуваше партиите да излезат од власта, тоа е Ренит Ходжа, тоа е Билал Касами, партијата Беса, Елијанса на албанците, и сега студент Туш, тој им вели, ние нема да коалицираме со вас, ако Али Ахмети победи на изборите. А целиот тој проект за ново парламентарно мнозинство кај албанците беше презентиран не првенствено како пагање на Зоран Заев, туку пензионирање на Али Ахмети, сега имате еден студент Туш од Александар Николовски. Меѓутоа, тоа покажува дека таму во ВМРО-ДПМН се случуваат едни драматични политички процеси кај што гледа дека ситуацијата веќе не е замашала и секој се обидува да се спаси од одредена политичка пензија. Што ќе се случи на македонската политичка сцена? Па јас мислам дека ВМРО-ДПМН посакува тоа што се случи во Бугарија да се случи во Република Македонија. Таму се случи две работи. Падна владата на Кирил Петков, а бугарскиот парламент сичко ше подкрепим со поддршка на ГЕРБ го усвои францускиот предлог.
Предпоставам дека единствена излезна стратегија на Христијан Мицкоски е да падне влада на Димитар Ковачевски, дали со помош на Павле Трајанов или со некои нови павленцења во рамки на таа коалиција, а во македонскиот парламент ВМРО ДПМН со 7, 8, 10, 15 пратеника да влезе во ролята сишко ќе подкрепим на Бојко Борисов и да биде усвоен францускиот предлог. Мислам дека луѓето кои со кран го донесо Христијан Мицкоски на чело на партијата, единствено таа ситуација ја гледат како излезно решение од нивен неминовен политички и финансиски банкрот. И на крај, пред интервјуто со Ерол Ризаев, клучното прашање, кој нели сите го очекувате да го кажа, дали договорот со Франција, францускиот предлог е добар или лош за Република Македонија. Така вакви договори, почитувани гледачи, вие не може да кажете дали е добар. Ако јас ви кажам дека договорот е одличен, ќе ве лажам. Ако ви кажам дека договорот е катастрофа, исто така ќе ве лажам. Ајде да се обидам со некој пример да ви објаснам какво е моето размислување во однос на тој договор. Имате македонец кој живее во Мариово или во некој од мариовските села. Има некој трактор, има некоја земја, нива и така натаму. Има 40 години или има 45 години. Не може да најде жена во неговото село. Не може да најде жена во селата кои се соседни. Никоја од Битола не сака да оди да живее во мариовските села, да се бави со земјоделие. Заврши модата дода да наоѓаат жени во Украина и во Русија и сега има две можности: да остане сам до крајот на животот или да најде некоја жена, женичка од Мала Преспа и да направат еден договорен брак. Дали се познаваат, не се познаваат, дали се сакале од деца, не се сакале, дали тој брак може да биде добар? Да, ако двете страни сака тој брак да успее. Дали може да има 3-4 дечиња и срекно да живеат до крајот на животот? Да. Бидејќи секој однос, секој договор е всушност договор кој треба да се потпира, двете страни да сакаат тој договор да биде реализиран, двете страни да сакаат тој договор да се случи и двете страни подеднакво да вложат во тој договор. Дали тој човек од Мариово мечтаел дека некаде на 45 или 50 години, кога останал вдовец или кога останал неоженет, ќе најде некоја жена во Мала Преспа, или таа некоја жена во Мала Преспа сонувала кога била родена во прво, во второ, во пето, во осмо оделение кога ќе се омажи во Мариово? Не. Меѓутоа животот ве тера да правите одредени работи за кои не сте размислувале, не сте ни помислеле дека мора да ги правите. Дали тоа може да заврши со среќен крај? Да, ако двете страни сака да го прават. Но ако двете страни се чувствуваат, бугарите преку Каракачанов дека капитулирале, а македонците преку ВМРО ДПМН дека се силувани, тогаш тоа не може да заврши со хепи енд, не може да заврши со среќен крај. Дали договорот е добар? Па и добар и лош, почитувани гледачи. Како што е бракот помеѓу овој човек од Мариово и оваа жена од Мала Преспа. Меѓутоа тоа може да обезбеди да се раѓаат деца, да се продолжи лозата, да се продолжи животот, да не останете сами до крајот на животот. Знаете, најтешко е да бидете сами. Кај мали луѓе, а сите сме ние мали луѓе, кај мали држави е клучно да имате пријатели, да припаѓате, да може да ги споделите добрите и лошите страни. Знаете како велат, среќата е поголема ако може да ја споделите со други, како што и болката е помала ако може да ја споделите со други луѓе. Е таква е позицијата во моментот на Република Македонија. И повторно се врата на почетокот. Би ви излажал ако би кажал дека договорот е одличен, исто како што би ви излажал ако кажам дека договорот е катастрофа. Договорот е компромис, а секогаш кога правите компромис и двете страни ќе бидат малку разочарани, ќе бидат малку срекни, ќе имат кнедла во грлото, меѓутоа и на двете страни ќе им обезбеди да се движат напред. Ова беше емисијата во Центар, 2 во 1 политичка анализа и вториот дел на интервјуто со Ерол Ризаев. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. Првиот дел на интервјуто со Трифон Костовски се гледаме во четврток, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.